Заповедај, колега. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на двете наши земји, Република Македонија и Република Бугарија, дозволете да изразам огромно задоволство за овој историски момент за мене и за мојата земја, на ова важна посета на пријателска Бугарија преку мојот драг пријател, премиерот на Бугарија, господинот Бојко Борисов. Ова за нас е прва билатерална посета, секако после посетата на Брисел и посета на првиот наш сосед, Бугарија, која што е членка на НАТО и Европската Унија, со аспирации наши, навистина да побараме и добиеме подршка и помош, како што се личи сосед према сосед. Јас сум денеска среќен заради тоа што нашиот прв сосед има огромна желба да и помогне на Република Македонија во своите аспирации кон интеграциите во НАТО и Европската Унија. За нашата земја нема алтернатива, освен полноправно членство на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија. Денеска, на билатералните состаноци кои што ги имавме, прво на средбата како премиери, а после тоа заедно со нашите владини кабинети, навистина отворивме нови, надежни перспективи за унапредување на досегашното големо пријателство помеѓу нашите две земји. Денеска разговаравме за помошта и подршката која што Република Бугарија може да ја даде на нашата земја на процесот на интеграциите. Денеска разговаравме и навистина ги доближивме нашите ставови во функција на потпишувањето на договорот за добрососедство и соработка помеѓу нашите две земји. Остана еден мал детал, изедовме обврска на чествувањето заедничко на Илинден, Илинденското востание во Македонија, да го завршиме и потпишувањето на договорот за добрососедство и билатерална соработка помеѓу нашите две земји, каде што на наша покана премиерот Борисов ќе ја посети Македонија и заедно по втор пат ќе се поклониме пред споменик од нашата заедничка историја. Првиот пат секако ќе биде денеска, која ќе изразиме почит и поклон пред споменикот на цар Самуил овде во Софија. Договоривме соработка на неколку други нивоа и како еден прв чекор ќе биде нашите две земји преку кабинетите на премиерите и лично ние разговараме со градоначалниците на Софија и на Скопје да именуваме по една улица по името на поранешни председатели на двете земји, во Скопје на председателот Желјо Желев, а во Софија на председателот Борис Трајковски, кој што само ќе биде уште една потврда за големото пријателство помеѓу нашите две земји. Денеска побаравме од Република Бугарија, која што навистина е во врвот на ранг листата на искористување на европските фондови, да ни помогне со своето искуство, да ни испрати експертиза и како на сосед да буквално ни помогне во подготвувањето и реализацијата на проекти поддржани од европските фондови. Македонија има малку програми отворено, се надеваме дека ќе отвориме уште повеќе програми заеднички, но искуството кое што го има Бугарија навистина ќе биде драгоцено да биде пренесено во Македонија на помош на она кое што представуваат наши перспективи, не само интеграциите, туку и бенефитите кои што солидарноста во европското семејство ги нуди како можности за земјите членки. Ние имаме аспирации да отвориме преговори со Европската Унија. Ние имаме аспирации да станеме членка на НАТО. На тој пат пријателска Бугарија ќе ни биде од огромна помош и јас сум многу среќен поради оваа работа. Верувам дека и нашите граѓани ќе бидат среќни заради тоа што имаме ваков пријател. Во тоа име, денеска, затоа за нас представува историски момент, ваквата посета, која што навистина уште еднаш потврди огромно пријателство, желба на пријателска Бугарија да помогне на Република Македонија. Благодарам. Благодаря, колега. Позволете ми да поздравя премиера Зоран Заев, неговиот кабинет,
за това, че след една тежка политическа криза най-сетне и на нашата граница с Македония вече има спокойствие. Македония има исторически шанс да направи така, че гражданите на Македония се чувстват добре. Пътя към НАТО, към Европейския съюз, към Обединените Балкани минава първо през вътрешна политическа стабилност и разбиране на проблемите и решаване на проблемите от политическия елит. Аз му благодаря, че така, когато се чухме вечерта по време на атаката на парламента в Скопие, той каза един ден, ако стана премиер, след Брюксел, първо ще дойда в България. Аз държа и оценявам хората, които държа на хората и оценявам тези, които си държат на думата, така че още веднъж добре дошли. Действително има теми, по които външните министри и екипите работят и ние сме изправени пред два варианта. Дали да продължиме по начина, по който работим от 26 години и да пропуснем огромния шанс, който имат двете държави, Балканите, чрез Берлинския процес, чрез присъединителните фондове, да вървим напред. Аз лично дори термина Западни Балкани не го харесвам и ще направя всичко възможно да разговарям с колегите и в Брюксел и с другите премиери, защото разширението и присъединяването на Балканите не е само север-юг. Жизнено важно е инфраструктурната свързаност чрез ЖП линии, магистрала, Скопие, София. Ще положим много усилия, защото това ще отвори Македония във всички посоки. Искам да подчертая, че ще направим всичко възможно с приятелска Гърция да продължим да работим заедно, да решим всички проблеми, защото дестабилизацията на Македония означава и дестабилизация на нашите граници. Ние сме за единна Македония, ние сме за нейното членство в НАТО, последствие Европейски съюз. Това, че за Борис Трайковски и президента Желев, хора, които са направили много за нашето отношение, имаме положителни примери. Знаете, че България първа призна Македония. Мисля, че ще бъде чест и за двете столици да именуват по една улица, съответно на Борис Трайковски и на президента Желю Желев. Едно от най-тежко преодоляваните наследство, много години на сложен проблем, е за така нареченото заеднички. Това е нещо, което много разделя. Има много написано по темата. Трябва ли да продължиме да бъдем разделени, след като много държави в Европа са дали пример след това как се развиват, когато заедно честват своите герои, своите исторически личности. И затова решихме с премиера Заев, за което му благодаря, нещо, което го нямаше в програмата, да отидем и да дадем пример за паметника на цар Самуил. Защото това е нещо, което може заедно да честваме. Кирил и Методий, нашите свети братия, вместо да ни разделят, и може да се радваме всички на това, което те са направили. Вместо да е само повод за радост, то става повод за раздори. А пък аз съответно поех ангажимент, защото знаете, че опозициите дебнат всеки един такъв ход, след като той ще поеме този риск
да дойде на паметника на Самуил на 2 август, кој е живот и здраве, ще направим същото на Илинденското въстание, когато се чества. Убеден съм, че ако се съсредоточиме върху инфраструктурните проекти, присъединяването, развитието, след 10 години, 15 години и Балканите, и нашите взаимоотношения ще са други. Защото ние не само сме балкански, ние сме европейски народи и нашата европейска история за бъдеще ще го покаже колко сме били прави днес. Така че да поемеме този риск, пък да видим нататък е Божа работа. Благодаря на министрите за конструктивната работа през времето, докато ние говорихме. Действително по договора сме много близко. Става въпрос за термини, които искаме така да бъдат написани, че да гарантират, след като бъде депозиран после този договор, да няма никакви дискусии и възможности за каквито и да били претенции от едната или от другата страна. Длъжни сме това да го направим не заради сега, а просто заради бъдещите поколения. И се надявам външните министри до 2 август със своите екипи да намерят правилното решение. Това е добре и за Брюксел, това е добре и за нашите граждани, защото нямаме право да държиме гражданите на Балканите толкова време извън голямото европейско семейство. Тук да положим усилия. Благодаря. Беновска К2 на ваше ляво. Тук, наляво. Господин Заев, като министър-председател на балканска държава, как оценявате ролята на премиера Борисов и на България като мост между Европа и Турция? И въпрос към господин Борисов. Господин Борисов, реално ли е по времето на българското председателство на Европейския съюз да постигнете повече за единението на Балканите и да допринесете за още една крачка на приближаването на интеграцията в Европа и НАТО на Македония? Благодарам на прашањето. Моето чувство, кое што го имам во целиот овој период наназад, со изјавите на премиерот Борисов, додека траеше кризата во Македонија, ќе го споделам овде јавно пред граѓаните, преку вас, медиумите. Сите изјави беа во функција на помош на Македонија, со желба да се надмине кризата, да се воспостави диалог, заради тоа што Македонија има европска иднина, а има и пријатели кои што сакат да ја помогнат. Јас тоа го почитувам бескрајно и сум среќен заради тоа што Македонија има таков пријател со премиерот Борисов. Тој денеска е буквално среќен што може да испрати пораки како премиер на земја сосед, што може да помогне на својот сосед. Такви земји можат, како мојата, само да бидат среќни, што Бугарија е така поставена и што има такво раководство. Јас верувам дека тоа и ние ќе го оправдаме, заради тоа што и нашето пријателство е искрено. Денеска не сме овде само да побараме помош, оти ни треба помош. Нашата намера е искрена. Ние сакаме да придонесеме во севкупниот амбиент на соработка помеѓу нашите две земји. Денеска ова порака што ја испраќаме ќе биде силно охрабрување за граѓаните на мојата земја. Јас сакам да испратам од овде и порака и до пријателска Грција. Навистина ни треба подршка и помош и од Грција. И таа е земја членка на Европската унија, како што е и членка на НАТО. Градејќи го добрососедството и меѓусебното пријателство, јас сум убеден дека и западните земји многу повеќе ќе не почитуваат отколку тоа што е сега. Заради тоа што тие сака да видат дека ние си пружаме рака, си помагаме таму каде што можеме. И во тоа име очекувам овој дух кој што премиерот Борисов и неговата влада, позитивен дух, го испратија во функција на напредување на односите помеѓу двете земји, навистина и Република Грција ќе го следи. Јас се испраќам порака и до овде до Бугарија, и до Грција. Македонија денеска затвара едно поглавје на историја, на национализам, на омраза,
отвараме поглавја на европска заедничка иднина на сите. Заради тоа што историјата може само да не сближи, а да не разделува. А европската иднина која што имаме пред нас, навистина е придобивка која што треба да ја чувствуваат сите граѓани на целиот овој Балкан овде, кој што е заеднички дом на сите нас кои што живееме. Затоа немам предрасуди да си побарам поддршка и помош. На мојата земја и треба поддршка и помош. Бугарија денеска тоа го прави кон Македонија. Јас верувам дека и Грција тоа ќе го прави. Знам дека тоа ќе го направи и Албанија, и Косово, и Србија, но земјата која што прв не призна, денеска еве го прави и првиот чекор кон нашите аспирации и амбиции, навистина да ги убрзаме процесите кон интеграција во НАТО и во Европската унија. Има хубава българска поговорка: помогни си сам, да ти помогне и Господ. На моя приятел Зоран, на среща на 4 очи, това му каза. Това, което може Македония да направи сама, ако тя не положи своите усилия, никой не може да й помага. Ние може да я поддържаме, може, ако поискат по дадена тема, да ги консултираме или да помогнем. Разбира се, с отворено сърце сме. Всичко зависи от политическия елит в Македония. Ако те не се умеят да направят важните стъпки, каквато и помощ да получат, няма да е достатъчно. Когато те свършат своята работа, помощта идва от само себе си. Вече има Берлински процес, има прекрасно посрещане в Брюксел и желание на всички да помогнем на това, което сами вие трябва да си направите. Това съм казал. Ако работиме заедно, мисля, че ще има успех накрая. Така или иначе, Балканите са в фокуса и на Европейския съюз, и на НАТО. Защото веднъж вече от Балканите става голям конфликт. Имам предвид Косово. Канал 3. Казахте, че евентуално преговорите за договора за добросъседство ще бъдат финализирани или поне вървят към финализиране в началото на август, когато българска делегация трябва да пристигне в Македония, в Скопие. Какво още е необходимо за постигане до края на този договор? И в днешните ви разговори имаше ли някакви спорни моменти в тези разговори, които проведохте днес? Благодаря ви. Да. Ајде и гостите, поведете. Да има равнопоставеност. Добро. Сања Васич, Телма телевизија. До 20 премиери има уште еден мал детал, рече господинот Заев, од договорот што треба да се согласи до 2 август. Зашто се работи? Дали е проблем македонскиот јазик и дали договорот ќе биде подпишан на македонски и бугарски јазик или е нешто друго што сега би ни кажали? До господинот Борисов, дали по подпишувањето на договорот за добрососедство ќе бидат отстранети сите пречки и Македонија ќе има целосната бугарска поддршка за преговори со Европската унија и влезваната? Денеска ова што го правиме е повредно од секој можен договор. Ова порака на пријателство, ова гостопримство и поддршка која што ја добиваме, ова взаемно констатирање за сите предрасуди кои што досега биле отварани, овој чинот на поклонување заедничко пред споменици од заедничката историја, навистина вредат повеќе од било кој договор. Се работи навистина за мали детали, кои што повеќе стручно службите ќе ги затворат. Повеќе нема да има комисии на преговори, ќе преговарат двајцата министри со своите кабинети, министрите за надворешни работи, за да може да го усогласат тоа што остана малку, за да можеме, секако како една цел што си ја дадовме пред нас, на 2 август, при возвратната посета на премиерот Борисов и неговиот кабинет во Македонија, го подпишеме договорот. Навистина се мали детали, кои што верувам дека ќе бидат решени, знаејќи дека добро е уште пред есента да го имаме затворено и ова прашање. Јас сакам да им се заблагодарам на комисиите, кои што досега работеа, оствараа 11 средби и навистина помогнаа многу да ние денеска го направиме на овој разговор што го имавме пред последниот чекор,
и останува уште последниот чекор, кој што сум уверен и убеден дека на 2 август ќе го направиме. Детайли, които всъщност са важни не за днеска, а за евентуално следващи поколения. Защото има думи, които биха могли да имат различно тълкуване. В същото време, ние като държава първи сме признали Република Македония. В Конституцията на Република Македония е казано какъв език има тази държава. Нали така? Съответно, договорът тя трябва да го подпише на езика, който е писан в нейната Конституция. Иначе ще нарушите вие вашата Конституция. И затова аз считам, че когато сега минат външните министри на последно преглеждане на документа, вече тогава с премиера и с останалите колеги ще вземе решение. Какво значи обща история и за кой период? Друг детайл. Различните историци определят различни периоди. Но от 90 коя година беше призната? И първа до сега Република Македония има своя история. Тя не е обща с България. Ако искаме да запишем обща история, влизаме в друго противоречие. И до сега, години наред, върху тази тема се спори кое е обща, кое не е обща. Кои празници са общи, които можем, вместо да се караме за тях, да се радват и от едната и от другата страна на границите. Тодор Александров, понеже минава тук пред Министерски съвет, може ли да бъде повод за радост и в Скопие, и в София? Според мен не може. Дори и Вапцаров. Нашите герои. И сега пак ще отидем там при паметника на Самуил. Ако искате, може да се вкараме в тази тема. Има достатъчно остри хора и общности и в България, и в Македония, и решаване няма. Мърдане напред няма. Аз съм много добронамерен човек, истински обичам вас като хора. По-близък народ ние нямаме. И затова, когато и историците, вкарахме и БАН, знаете, и толкова много хора да ни предложат все пак термини, с които да може да затвориме този договор, да се гарантираме за напред, това ще е огромен успех и крачка напред. И ще дадем добър пример и на Балканите, и съответно ще отвориме пътя на Македония към Европа и НАТО. И затова искаме да го направим. Ако се подведеме под само националистически чувства, нищо добро не ни очаква накрая. Или както вие казвате, ако скършиме едната или другата, пак полза няма. Мисля, Господин Заев, може ли да ни покажете белезите си от последния бой в вашия парламент и да ни кажете как очаквате вашата опозиция да ви посрещне след тази визита в София? Не му личи много, като и моя тук. Така че на 4 очи, като бяхме могли аз да отговоря. Така изглеждаме по-юнаци. Така че не е толкова страшно. Благодарам на прашањето. Лузните остануват за да бидат спомен и патоказ да не се повтори никаде тоа што се случи во Македонија и никогаш повторно ни во нашата земја, ниту било каде во светот. Јас сум православен христијан, јас верувам во Господ и уште истата вечер простив. Секако законот мора да важи за сите и ако некој направил кривично дело, тој треба да се одговори. Но лично во мојата душа не носам омраза,
ниту пак потреба за некоја освета. Јас и од овде, благодарение на вашето прашање, испраќам порака за соработка со опозицијата. Ние знаеме дека ќе имаме успешен период пред нас, ако имаме соработка со опозицијата. Убедени сме дека успехот треба да биде заеднички. Може би јас имам честа и одговорноста да ја водам владата во Македонија, но без опозицијата не можеме да успееме. Ни треба опозицијата заедно во државата, како што ни треба граѓанскиот сектор и целиот експертски капацитет кој што постои во Македонија. И тоа не е доволно. Видовте, побаравме поддршка од Бугарија и ќе ја добиеме таа поддршка која што може искуствено да ни помогне. Навистина има еден позитивен амбиент околу Македонија и од Брисел, и од Вашингтон. Кога соседите еве помагат, верувам дека нашата земја конечно ќе исчекори чекор напред. За нас е тоа живот. За нас тоа значи европски фондови, за нас тоа значи стабилност, за нас тоа значи добри перспективи за нашите генерации кои што доаѓаат после нас. Во тоа име веќе направивме чекори за прв пат од самостојна Македонија, 5 комисии во нашиот парламент, опозицијата има мнозинство. Тие ги раководат со повеќе од 10 председатели од вкупно 21 комисија, а во 5 комисии имат мнозинство. Ги повикавме да се вклучат, за да навистина заедно ги носиме одлуките кои што предстојат пред нас. И да се възползвам и аз. Знаете, че господин Зоран Заев е социалист, така че през него да поздравя неговата опозиция в Скопје, а утре на срещата с госпожа Нинова поздрави към нашата опозиция да изпратиш там. И благодаря